Корозија. Дали некогаш сте се запрашале зошто бојата на некои метали, како железо, сребро и бакар, постепено се менува? Ова се случува поради корозија. Ако овие метали се изложат на воздух и нечистотија, тие кородираат. Во ова видео ќе научиме повеќе за корозија. Кога сребрени предмети се изложени на воздух, полека стануваат кафеави. Среброто реагира со сулфур и воздух, формирајќи сребросулфид. Реакцијата на бакар со јаглеродиоксид во присуство на воздух, на површината на металот се формира бакар 2 карбонат кој има зелена боја. Раѓосувањето на железо се случува кога железото е изложено на влажен воздух долг период, формирајќи кафеава супстанца наречена рѓа. Сега ајде да изведеме еден експеримент за да ги провериме условите потребни за железото да раѓоса. 3 железни шајки ги ставаме во епрувети кои се означени со буквите А, Б и С. Ставаме малку вода во епруветата А и ја затвораме со тапа. Во епруветата Б ставаме дестилирана вода и масло и повторно ја затвораме со тапа. Воздухот во епруветата не се меша со водата благодарение на маслото кое плива на површината. Конечно, во епрувета С ставаме калциум хлорид и ја затвораме со тапа. Влагата која секако ќе биде присутна во епруветата ќе биде абсорбирана од калциум хлоридот. Епруветите треба да се остават неколку денови пред да се дознае резултатот. Шајките во епрувета А раѓосале поради присуството на воздух и вода. Шајките во епрувета Б не раѓосале затоа што биле изложени само на воздух и шајките во епрувета С исто така не раѓосале затоа што биле изложени само на сув воздух. Па очигледно од овој експеримент дека и вода и воздух се потребни за раѓосување на железо. Не изложувајќи ги железните предмети на вода и воздух, можеме да спречиме тие да раѓосаат.